Сашко и со Мак Петрол. Лоу, 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 лоу. Со Сашко и со Мак Петрол. Здраво, здраво на сите што знаете дека детските мисли се најголемата авантура. Добре дојдовте во нова епизода на Лоу со Мак Петрол, каде што одговорите се искрени, а логиката па детска. Денес одиме во вистинска авантура, од училишните клупи до големите соништа. Ке дознаеме како за 7 дена можеш да станеш второ оделение, зошто бомбоните се комплицирана математика и кој се ке стане наставник, доктор или нешто сосема трето. Ке зборуваме за другарствата, другарски правила, малку хаос во оделение и многу големи идеи за иднината. Подгответе се за насмевки и изненадувања, затоа што ова е лол авантури и професии. Прво си ти оделение. А 7 години имам. 7 години, бе. И уште 7 дена ќе биде второ оделение. Уште 7 дена. Зошто? Како така? Од прво оделение за 7 дена ќе одиш во второ оделение? Да. Од кај бе тоа? Како тоа? Па не знам. Кој ти кажа тоа? Татко ми. Татко ти кажа дека од прво ќе те селат во второ оделение, директно? Добре, како га бе селат? Па добро, како ти ми рече? Ти сега ми Па рече. сите ќе идеме во второ оделение. За 7 дена? Да. Чекај, нешто не ми е јасно. Ти си сега прво оделение. Така. Така. За 6 дена. Не, чекај, ти си прво оделение? И значи сакаш да кажеш дека за 7 дена, за една недела ќе станеш второ оделение. Да. Како тоа штрак, туку така второ оделение. Јас ова немам чуено до сега. Чекај сега, уште еднаш. Ти си прво оделение, ти треба да го завршиш. Сега сме кој месец? Значи уште 1, 2, уште 3 месеци имаш од прво оделение, така? А ти сакаш да ми кажеш дека за 7 дена Не, повеќе месеци си. сакаш ти да кажеш месеци изгледа. Не, сега да кажам дена. Сега дена. За 7 дена второ оделение ќе бидеш. Да. Абе, ти значи до летоска штрак ти ќе бидеш 8 оделение. Бе. Просто да најсериозно ти кажувам, ако за 7 дена ти станеш второ, а зошто, како тоа да станеш второ? Дека си многу напреден, паметен си многу? Не. За тоа? Па зошто? Па така. Ај ќе прашам татко ми. Не, ти да ми објасниш, остај ти татко, ти сакам ти да ми објасниш. Овде сега, како тоа за 7 дена ќе стане второ оделение? И не само ти, цел клас. Мислам да. Да, цел клас. Значи вие сте многу напредни, многу знаете и рекол директор, слушај, овие многу знаат, за една недела ќе ги направиме второ. Не така. Не, а? Па како? Не знам. Така. Нешто ти мене ме маткаш. Ја да ти кажам тебе. И што правиш кога ти се разбудиш? Па ги мијам забите. Мора ли бе, зошто мора секој ден да се мијат заби? Па да ми бидат чисти да не ме болат. Така ли? И? Го мијам лицето. Ама зошто бе лице мора да миеш? Па ти не си работел? Па да не спием да не одам вака на училиште како поспана. Така и го миеш, добро. Да, и очите, за да не имам такви дршки по очите. И после тоа се облакам во мојата униформа, па тренерките, не знам што ка носам хеланки и мама ми врзува репче или понекогаш јас доле си врзувам репче. Браво, гледаш како си се спремна. Многу умно дете си ти, бе. Што ми речеш, што сакаш да бидеш? Јас сакам кога ќе пораснам да бидам наставничка. Наставничка? Да. Зошто? Интересно. Па да, наставничката моја Ката ми вика дека некој мислам дека ми викаше да бидам докторка, ама јас не кев да бидам докторка, наставничката кажа дека многу знам и дека треба да бидам наставничка. А ти ако си наставничка, на пример, кои работи нема да ги правиш што ги прави сега наставничката? Нема да дозвола моите ученици да се тепат, да се кубат, да прават борби на големиот одмор, како што сега прават. Што збориш, бе? Ама веројатно и оваа наставничка твоја не дозволува? Не дозволува. Не дозволува? Не. Епа, ама ти сакаш да кажеш повеќе ќе се погрижиш.
Да. Ке ги држиш строго? Не баш строго. Нема да си строга, така? Не, нема строго. Добро бе, добро. Прво, која ти е најдобра другарка? Најдобра другарка ми е од училиште Ника. Ника, а? И како луѓето одлучуваат дека овој ќе ми биде другар? Па најдобар. Ама што значи тоа најдобар? Што значи некој да е најдобар и ти да одлучиш со него да? Он. Се направила за мене. Се ми помагала, ми давала. Така ли? Да, Аха. И она, што? Сега сте БФФ? да. Еј, Кој оделение си? Прво, Прво си? Да. Сега математика ти е најинтересна, а? да. Што друго учевте математика? Имаме све така задачи има на математика. А што имаш во тачничката? Па бомбони и лабело. Какви бомбони? Дај едно бомбонче. Може? Браво. Многу ми се допаѓа деца вака кога споделуваат. Кажи, вие си делите ли во школа? Делиш ли ти со другите деца? Да, ама не смееме да носиме вакви работи. Во школа? Да, Зошто? па забрането ни е. Зошто? Бе? Бомбони себе не е ништо страшно. Да не дозволуваат, пошто ако не ни биде доволно, мора на сите да делиме ако носим. Колку деца сте во оделение? 30. Ти 30 бомбончиња не треба да носиш. Да, А за тоа не ви дава? да, Дека ќе се испокарате? да. А се карате во оделение? Па да. Зашто се? Све машките се тепат. Што збориш? Па сега мораме по распоредот, по дежурни да се редиме по колона, а не со прво беше како сакаме, кој ќе стигне по ред и машките све се буткаат да бидат први. Што збориш? Да. Толку се вели, значи девојчињата напред да ги пуштат. Не, а? Не. И се тепаат меѓу себе? Не, трчат све цело време, трчат машките, а не девојчињата само одиме. Вие не трчате ич, Ич, а тие не одат ич? ич. Зошто така? Може не знаат. Само на фудбал се карат уште поише. На фудбал се кара? Да. Зашто? Прават клизачи, се тепат за топката. Ти што сакаш да бидеш кога ќе порастеш? Сакаш да отвориш една продавница, да си имаш нешто такво да продаваш? Па да, јас сакам да пораснам и да бидам докторка. А, докторка. Да. И кај работи докторка обично? Како се вика тој дуќан? Па се вика ургентен цртан. Ургент. Да. Таму работи докторката? Да. А, што работи таму во тој ургентен? Па ако некој човек, на пример, го боли нешто и доаѓа кај таа докторка и докторката нешто го прави, па се заминува тој човек ако е поправен. А она го поправа? Па да. Да. Ама не е мајсторка, туку е само докторка. Значи она не е мајсторка, туку е докторка. Да. Значи, а може она да се вика и мајстор за луѓе, така? Па да. Она ги поправа луѓето. Да, и ги пригледува. Аха, прегледуваче исто, така? Да. И мајстор. Да. Доаѓа, на пример, некој ме боли ногата и она ќе му ја поправи. Па да. Па ја имам една симпатија. Ајде бе. И што значи тоа симпатија? Симпатија значи да сакаш некој. Да го сакаш. А Да. симпатијата може и да ја сакаш, така? Да. Аха. Значи да го сакаш. А како човек одлучува дека некој го сака? Па чувство. Чувство е тоа, а? Да. Сакање, чувство. Какво е тоа чувство вака да го опишеш? Со љубов. Ама како боја, ако е, која боја би била таа? По мене жолта. Жолта, аха, светло сонце, аха. Да. И тоа чувство и ти како одлучуваш, се викаш, овој ќе ми биде симпатија. И па ми се свиѓа. Како у школа? Убаво. Што те е најубаво у школа?
Кога имаме ликовна и кога сите боиме. А, сакаш да црташ? Да. А покрај тоа друго, што сакаш, нешто што ти е интересно? Вон школа, што посетуваш нешто? Спорт некој нешто, што правиш? На училиште не посетувам. Туку надвор негде? Па во автокоманда. А што правиш тоа? На игрорна изам. А на играорна идеш, бе. Да. Еј, играорец. Кој е оро ти е вака, кој го игра ти си викаш, ова ми е најубаво да го. Малешевка. Малешевка? Да. Тешко е? Не. Како се игра тоа? Па- Не мора да стануваш да ми покажуваш. Така. Многу е лесно, кога скокаш, вртиш нешто и така. Еј, така ли го правите вие? Ја мислев нешто комплицирано, чекор, ја ти скокаш и вртиш и така. Толку? Па не, имаме и коreografија. Знам бе се зафркал. А ја па рамното, знаеш ли колку добро го играм? Сакаш да се пробаме сега тука? А? Може. Што мислиш, како луѓето одлучуваат, си викаат, овој ми се допаѓа? По карактер може. Карактер? Да. Што значи карактер, да ти одговара нешто? Што значи тоа да е? Па може да се каже. Да ти одговара нешто, да е добар, фин, Да. мек, да е воспитан, да е учи, така, да Да. е паметен, така. А вака после доаѓа изгледот? Или прво е изгледот? После. После доаѓа изгледот? Да. А што значи изгледот, на пример? Што на девојчињата им се допаѓа, на пример, кај машко? Да биде среден. Среден, што значи тоа? Да си посветил внимание на себе? Да. Аха, среден, тоа така го викате вие, среден. Да. Што значи да не распарта и така? Да. Него да има да се облекуваш. Стил. Стил да си има, така. Да. му одговараат боите. Да, и тоа. Ај друго нешто кажи мене, не ми текно. Што уште нешто? Да биде воспитан. Да биде воспитан е многу битно. Слушате ли? Знаеш, воспитан да бидеш. Воспитан. Да го почитуваш другиот пол. Не, сите уствари да ги почитуваш. Сите околу Да, како се себе. да, значи што значи тоа воспитан, ајде да видиме? Културен. Без булинг. Ја не играм си играчки. Ајде бе, па со што играш? Па дека сум прво деление веќе читам книги. А читаш книги, Па не значи учиме веќе да читаме. што научи да читаш? Браво бе, која ти е омилена книга? До сега што ја прочита? Од Пепелашка. Пепелашка ја прочита? Ама се уште не знаме се да читаме, помалку се пуштаме да читаме. Например, имаме македонски и таму имаше неколку зборови и ние мораме да ги препишеме, да ги читаме. Пред наставничката. Наставничката не става како една бојчка и ни вика, ајде тука продолжи да пишеш, да читаш. Ја почнам да читам. Браво, значи Ама по 8 реченици читаме. 8 реченици, многу бе. Цела книга значи не можеш. Или 8 реченици препишуваме во тетрадка. Тоа тешко ти е или? Ау, еднашка заспав, не можев да издржам. Заспа на час, а? Не заспав, туку се уморив дека пишувам на тоа 10 реченици. 10 реченици ви дадаа, бе. Ле. Тоа тешко, значи, а математика? Математика, повеќе бројки учиме. Број? До 20 учиме веќе. До 20? Од 1 до 20 ги учев сите бројки. И која буква ти е најтешка за пишување? Ја, мојата буква. Ја. Зошто Катја? Подека не знам како не ми јасно кога ми вика вака да правам, ама горе не ставам точка. Ти Кога се заборав става секоја Ј, и секоја Ј се става точка. Оние не викаат на големата Ј не ставаме точка, на малата да ставаме. Кој на двете се става. И ти се што одлучи, како ќе ја пишуваш? И па како што ќе каже наставничката. Па добро, така треба да како ќе каже наставничката. Ама тебе поубаво Ј ти изгледа со точката, така? Значи, Така е поправилно. Има булинг во вашето училиште? Не. Не, а? Кој се грижи за тоа да нема? Наставниците, директорите, Така, на кој начин? педагогот. Па, наставниците се грижат, Како? Будно ве следат кој како се однесува и што прави? да. И кај нас има едно правило, дежурните, дека треба да седат во училница и да ги следат децата што прават. Пример, некој ако трча, не сме, треба да го стопре и да му објасни дека не треба тоа да го прави.
Добро, значи тоа е работа и на дежурните кои што таа задача ми ја дал наставник, веројатно. Да. Така. А што значи булинг, на пример, еве во вашето училиште нема, ама сигурно вие сте прочитале некоја книга, некој час сте посветиле на тоа. Што значи булинг? Еве, може некој помали не знае. Булинг значи да вршиме насилство на некој, да се караме секој ден и се со негатива да вршиме. А што значи насилство? Какво може да биде тоа насилство? Може да биде насилство со тепање, Така, физичко го да, вика. физичко, а и може да биде и со збор некој да повредиш. А тоа што значи дека ти него ќе го навредиш Да, и ги навредуваат. да, и Зошто после- тоа го прават децата? Кои се тие деца што стануваат лоши? Зошто некои луѓе стануваат лоши? Вака ти што мислиш? Може и да немаш одговор, ама така ти правиме моја. Па дека се некултурни. На културно, така. Да. Јас вака го викам тоа. Тие, го знаеш зборот емпатија што значи? Нели симпатија сега го зборувавме, Да. а ова се вика емпатија. Емпатија значи сочувство. Ти секогаш да се ставиш на другата страна и ако кажуваш погрдни зборови, тој другиот стави се на негово место па ќе видиш како е. Дека на него не му е убаво. И некој тоа на некого секој ден му го прави, така? Да. Ама многу ми е драго дека во вашето училиште тоа го нема. Тебе некој те навредил до сега? Може да се каже 2-3 пати. Што тебе најмногу би те навредило? Што те навредува највеќе? Да зборуваат нешто лошо за мене. На пример како што? Дека сум лоша другарка и така. За изгледот? Не, по карактер. По карактер, значи не за изгледот, по карактер дека е ваков или онако. Да. Тоа се добро. Тоа е озборување. Тоа го има кај сите деца. Тоа може и да не е толку лошо. Ама на пример може да те исклучат од група да не те дружат, така? Па мене ме дружат. Па тоа ми е драго, ти си ведра, насмејана и паметна и воспитана, сигурно те дружат, така? Да. И тоа беше уште една авантура со наискрените мисли на децата во ЛОЛ со Мак Петрол. Денес научивме дека училиштето не е само за учење, туку и за другарство. Идеи и големи соништа. Дека секое дете има своја замисла за иднината, било да е наставник, доктор или нешто што се уште и не постои. И најважно, дека авантурата не е некаде далеку, туку секој ден во малите моменти. Фала што бевте со нас, продолжите да сонувате, да учите и да прашувате затоа што најдобрите приказни допрва доаѓаат. Се гледаме во следната епизода на ЛОЛ со Мак Петрол. Со Сашко и со Мак Петрол. Со Сашко и со Мак Петрол.